Вечерва, почитувани, имаме една много важна тема. Каде се наоѓа пеколот на земјата? Дали постои пекол? Ако постои, каде се наоѓа? Каде да го луцираме? Што ни вели Библијата за таа тема? И затоа вечерва ние ќе отвараме Библијата и ќе ги добиеме вистински исцрпни одговори на прашањето дали денеска постои пекол. Ако постои, каде се наоѓа тој пекол? Денеска многу луѓе го замислуваат Бога дека е многу строг, дека е многу суров, дека се одмаздува, дека е строг судија и гледа на нашите мани. Ако направиме некој погрешен чекор, веднаш тој ќе не прибере и ќе не однесе во пекол. Таму ќе се мачиме во маки и агонии. Дали навистина Бог е таков? Од кога и како се развило тоа верување дека Бог е строг судија и дека чека на нашите грешки и веднаш да не упати на патот кој води во пеколот? Дали навистина она што го гледаме во хорор филмовите, дали она што го читаме во разни книги кои го обработуваат, ја обработуваат ова тема или ова проблематика за пеколот е навистина вистина таа што ја читаме или пак нешто измислено? Постојат многу теории, многу размислувања, многу книги се напишани токму на оваа тема. Каков е тој Бог во кој ние веруваме? Дали е тој Бог кој се одмаздува или пак не? Еве што пишува во една книга, тоа е детски религијски прирачник. Петата зандана е црвено усвитена печка. Мало дете е во црвено усвитена печка. Слушај како вреска да излезе од неа. Гледај како се врти и превртува на доганот. Удира со главата во горната плоча на печката. Удира со своите мали нозе по долната плоча на печката. Гледате како луѓе го замислуваат пеколот. Таму се пржат, таму се мачат и возрастни, и деца, и млади, и стари. Дали навистина ова што го читаме вечерва и што ќе го зборуваме има основа во Светото писмо, во Библијата, или пак тоа е некоја работа измислена од страна на оној нечестивиот, непријателот на Бога и на човекот, сатаната? Навистина во минатото многу религиски водачи, свештеници, ги учеле, ги страшеле, ги плашеле своите верници. Ако сгрешиш, Бог е тој кој веднаш ќе те отсече раката, или јазикот, или на крајот ќе те упати да се мачиш цел живот, да се пржиш во оган и никогаш да не изгориш. Дали навистина Бог е таков, почитувани? Според тоа, ако е Бог навистина Бог на љубовта, тогаш зошто служи тој пекол? Ако постои пекол од една страна, а од друга страна ако постои рај и вечен живот, тие ќе уживат вечно, а овие вечно ќе се мачат. Значи нема да умрат ни оние грешните. Постојано ќе се мачат цел живот. Дали таа наука има, почитувани, подлога во Библијата, во Светото писмо? Дали навистина грешниците ќе страдат и ќе горат во пеколот во текот на целата вечност? Тоа е прашање кој нас не понекогаш и плаши. Дали навистина постои пекол и што таму ќе се случува? Каде тој пекол? Дали некаде горе во Вселената? Претежно кога одиме на погреб на наши мили драги и кога свештеникот зборува таму за задгробниот живот, го спомнува рајот, го спомнува и пеколот и праќат поздрави по душата на покојниот. Дали навистина горе некаде нашите мили драги, нивните души вегетират, обстојуваат? Ако се добри, отишле во рај. Ако се лоши, треба да заминат во пекол или во чистилиште. Тоа е едно место помеѓу рајот и пеколот. Тука тие се мачат, испаштат и после стотици години доживуваат нирвана или тоа совршенство и Бог се смилува и ги префрлува во рајот. Дали навистина таква нешто постои? Дали грешниците ќе страдаат и ќе горат во пеколот во текот на целата вечност? Дали Бог таков суров кој може човекот да го мачи цел живот, а да не му даде прилика и можност да умре, да се ослободи од маките? Ајде да одиме вечерва на нашето прво прашање. Дали Бог, почитувани, се радува на уништувањето на грешниците? Еве го текстот кој јасно ќе ни каже дека Бог не ужива кога ние страдаме, дека Бог не му е мило кога ние патиме и кога се мачиме, на крајот умираме. Кажи им, жив сум јас, вели Господ Бог. Јас не ја посакувам смртта на грешникот. Гледате што пишува овде. Бог не ја посакува смртта.
Бог не ја посакува ни болеста. Бог не ги посакува ни нашите болки кои ги имаме. Туку грешникот да се врати, да се одврати од својот пат и да остане жив. Божја намера во почетокот била да човекот живее вечно, да човекот ужива во тај едемска градина. Исус дошол на ова земја да ги спаси грешните, да не ги уништи. Таму пише во Лука 9 глава 56 стих. Значи уништувањето и вечната смрт на беззакониците представува Божје необично дело, зашто Бог ги сака сите. Пише во Библијата дека Бог не сака со вечна љубов. И затоа Бог не го приготвил пеколот. Воопшто не бил пеколот во Божјиот план во почетокот. Зашто Бог го создал човекот, Адам и Ева, и ги сместил, вели Библијата, во Едемската градина, тамо да живеат и да уживат. Меѓутоа, гревот дошол како последица на човековата непослушност. Бог самиот ги создал луѓето за да станат негови вечни пријатели. Значи, тоа ние сме негови деца. Ние сме синови и ќерки на Господа. Тој умрел за да ние живееме. И затоа Божја намера не била ниту е денеска да ние умираме. Но плата за грев, вели Библијата, е смрт. За жал, нема друго решение за ракот на гревот, туку уништување на оние кои избрале да го прават. Значи, Бог еден ден ќе мора да се соочи со гревот. Лице со лице. Мора Бог да се соочи еден ден со гревот. И ќе го уништи, подоцна ние ќе читаме, не само гранките и стеблото, туку и коренот. Се додека е присутен гревот, ќе биде причина за нашата беда, за човековата беда, за нашето сиромаштво, духовно и телесно, за сите болки што денеска ние ги имаме на оваа земја. Значи, почитувани, Бог еден ден ќе мора да го уништи гревот. И сите оние кои се определени да бидат со гревот. Секако, први ќе бидат на удар сатаната, потоа неговите демони, неговите соработници и сите оние кои се одлучиле да го следат сатаната, односно го избрале тој да им биде Бог и управител. Која е Божјата најголема желба за човечкиот род? Господ нема да задосни со своето ветување, како што некои мислат за бавењето, но долго време трпи, бидејќи, гледате што пишува овде, не сака Бог никој да загине. На Бога не му е мила смртта, почитување. Туку сите да се покајат, сите да бидат спасени. Божјата љубов е навистина голема. Тој сака сите луѓе да се спасат и тој се труди тоа да го постигне. Преку разни предавања, преку брошури што ги добиваме, преку Библијата што имаме, да читаме, да го откриеме Бога, да го препознаеме вистинскиот пат. Значи, Божја намера е не е да ние да умреме еден ден, а камоли да се најдеме во пеколот, туку да бидеме за секојаш во вечноста со Него. Меѓутоа, тој нема да не принудува да го избереме вечниот живот. Секојаш Бог остава на нашата слободна волја. Да ние самите одлучиме што ќе правиме. Доколку не го избереме вечниот живот, тогаш неизбежна плата за гревот е смртта. Не смеме, почитувани, ние да го обвиниме Бога. Бог ги отвара раците, ги шири раците и затоа тој не повикува сите да дојдеме кај Него. Постои само небото кое треба да се очекува и огнот кој треба да се избегне. Две работи постојат. Рај, вечен рај или пекол. Пекол, ние подоцна ќе кажеме што значи зборот пекол. Бидејќи морничав е тој збор пекол. Страшен е зборот пекол. Но ние ќе видиме дека пеколот е одредено место. Со временски карактер кој ќе трае одредено време. Пеколот не значи вечност, да се човекот мачи во пеколот за секојаш. Туку тоа е време или место кај што човекот, односно сите оние кои се определиле сатаната да им биде водач, ќе бидат уништени. Значи, Божјата љубов на Исуса Христа отворила можност за спасение и живот на сите нас, но од нас зависи што ние ќе одбереме. За кого е наменет огнот? За кого ќе биде наменет пеколот, почитувани? Еве што вели Исус: бегајте од мене, проклети, во вечен оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Зборот вечен оган, малце подоцна ќе го објасниме што значи. Зошто предизвикува збунетот скајна с која ќе слушнеме вечен оган. Вечно значи трајно, постојано. Меѓутоа, за кого е наменет пеколот? За ѓаволот и за неговите ангели. Значи, ние како луѓе може да го избегнеме. Не мора да се најдеме еден ден во пеколот, ако му бидеме верни на Господа и ако го следиме нашиот Спасител Исус Христос. Значи, огнот не е подготвен за нас.
Постои една комична легенда во која се вели дека ѓаволот управува со пеколот. Знаете како е ѓаволот насликан? Со вила, така, со брада, и тој таму вели ги боди своите поданици да се вратат тука кај огнот. Библијата вели дека ѓаволот и неговите демони ќе бидат фрлени во огнено езеро. И тоа езеро ќе се претвори еден ден во прав и пепел. Нема ѓаволот и демоните вечно да горат. Тоа го пишува таму во Езекија 28 глава. Навистина, ѓаволот почитуван еден ден ќе биде уништен. Ѓаволот би сакал да му се придружиме во огнот. И ако навистина сакаме да завршиме на тоа место, имаме можност. Изборот е наш, но може да го одбегнеме пеколот, да се најдеме во рајот, да бидеме во вечноста со Исуса Христа. Меѓутоа, ќе мораме, значи, да се бориме против Бога, за да стигнеме таму. Бог од своја страна зрачи љубов, зрачи спасение. Но дали тоа ќе го препознаеме или не, повторно, како што рековме, зависи од нас. Ѓаволот ќе биде уништен и никогаш повеќе нема да може да испробува, да мачи, да злоставува, да измамува и да осудува кого било. Сега му е времето на ѓаволот. Неговото време полека истекнува и тој тоа го знае и ќе направи се од своја страна да предизвика разни верувања, разни верски правци, па кога е во прашање и постоењето на пеколот или на рајот, да луѓето бидат оплашени и да го замислуваат Бога како оној кој сече раце, кој убива, кој се изживува над грешните и ужива кога ги гледам да се мачат во пеколот. Дали сега некој се наоѓа во пеколот, почитувани? Еве го одговорот. И така како што се собира плевата и се гори во оган, така ќе биде и при крајот на овој свет. Денеска, почитувани, никој не се мачи во пекол. Пекол денес не постои. Денес не постои ниту рај, во оној смисол како луѓето го замислуваат. Кога човек умира, оди в земја, телото се погребува и престанува да постои. Не постои душа само за себе, тоа сме го зборувале на овие предавања. Душата е спој на тело и на таа животна искра што човекот ја добива при раѓањето. И ние стануваме душа жива. Сега сме ние души живи. Кога умира човекот, обратен процес. Значи, денеска никој не се наоѓа во рајот или во пеколот. Денес никој, почитувани, не гори, не се мачи. Замислите, ако некој гори, ужива сега во рајот, мајка починала, горе во рајот, а незиното чедо доле можеби се бори за живот во болница. И таа го гледа, а не може да му помогне. Како е тој рај за таа жена горе, ако постои рај? Или обратно, ако постои пекол? Тој се мачи во пеколот, а неговите овде уживаат, условно кажано. Почитувани, оваа идеја за пеколот не потекнува од Библијата. Туку е дело на сатаната, на ѓаволот. Тој ужива. Замислете каков би морал да биде тој Бог за да одреди 6000 години подолга казна за Каин. 6000 години поминало кога Каин губил својот брат Авел. И ако постои некој пекол кај што се мачат, Каин би се најмногу мачал. Зашто е првиот убиец, првиот кој направил грев. Во смисол да изврши убиство. Адолф Хитлер, знаеме колку милиони луѓе од под негова команда биле убиени. Тогаш Хитлер и сите како тирани како него се похумани, зашто на своите заробеници им дале прилика да умрат или ги убиле. А Бог луѓето го прават поголем тиранин од Хитлер. Бидејќи Бог ги мачи луѓето за секојаш во пеколот. Значи, таа вистина, почитувани, не е вистинска вистина од Библијата кој произлегува, туку е дело на човечкиот непријател. Кој дел од човекот ќе биде фрлен во пеколот, односно во оганот? Бидејќи некој вела, да, душата постои, она ужива во рајот, а телото се распаѓа. Погледнете го овој текст, заедно да го читаме вечерва. Зашто подобро ти е да изгубиш еден дел, вели Исус, отколку целото твое тело да биде фрлено каде? Во пеколот. Телото, значи цело ќе биде во оганот. Цело ќе биде уништено. Не се одвојува душата од телото. Телото се распаѓа в земја, а душата оди во рај, односно во пекол. Гледате Исус што зборува. Вели, подобро ти е да изгубиш еден дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во оган. Пеколниот оган, почитувани, не е наменет за таинствената душа,
koja se dolečува телото. Исус вели дека целото тело ќе биде фрлено во оган. Они кои решили да го отфрлат вечниот живот ќе бидат фрлени, како што вели текстот, со раце, со нозе, со умот, емоциите, целата личност. Целата личност ќе заврши, значи, во оганот. Не се одвојува душата од телото. Таа некаде во свесна состојба да продолжи да живее понатаму. Зашто доаѓа ден вжарен како печка. Тогаш сите горди и они кои постапуваат нечесно. Гледате со што е споредено овде. Со слама и ќе изгори денот што иде. Што ќе се случи со беззакониците кои ќе бидат фрлени во оган? Ќе изгорат целосно. Нема да постои некој дел од човечкото тело кој ќе биде во свесна состојба. Тоа многу јасно Библијата го кажува. Значи ќе изгорат. И најпознатиот текст во Библијата вели во Јован 3:16. Се сеќавате што пишува таму? Да ни еден не загине, туку да има вечен живот. Тоа е пораката на Библијата, на Светото писмо. Пеколниот оган не гори, почитувани, вечно. Во Библијата ќе најдете неколку поими, еве јас ќе ги спомнам вечерва. Загине, смрт, изгори, снема, истреби, уништи, проголта, оган ќе ги проголта, денот на погибелта. Тоа се синоними кои означуваат на конечно уништување на човек. Кој ќе дојде тој пеколен оган. Значи тоа се синоними кои се однесуваат на оние кои еден ден ќе бидат уништени со оганот Господов. Така да може да ги спомнеме вечерва и следните работи. Пеколниот оган нема да гори вечно. Огнот ќе гори додека сите беззаконици не бидат уништени. Ако јас, например, лист хартија го запалам, колку долго ќе гори? Колку што има хартија, така? Нема да гори вечно, може би 5-10 секунди. Така да, едноставно, според Библијата, оганот пеколен нема да трае вечно. Последиците ќе бидат вечни, а не самата постапка, односно траењето на самиот оган или мачењето. Каде ќе се разгори пеколниот оган? Каде? Дали некаде на небото ќе има пекол и таму ќе горат грешниците, или тоа ќе се случува овде на ова земја? Еве што пишува во Откровение 20 глава. Тие излегоа по ширината земна и го заобиколија живелиштето на светиите и возлюбениот град. Падна од Бога оган небесен и ги проголта. Од каде доаѓа оган? Од каде ќе дојде? Од небото. Бог пушта оган на земјава и вели ги проголта. Тие жители кои се нашле на земјава, а не били евакуирани кога Исус дошол по втор пат. Значи тие не ги Бог повел со себе, зашто биле грешни. Тие останале овде на земјава. Тие ќе бидат уништени. Значи пеколот, почитувани, ќе биде овде. Нова планета, нова земја, но тоа нема да трае за секогаш. Ќе има свој крај. Исто онака како што Бог уништил светот со потопот во времето на Ноја. Така, значи, при крајот на времето Бог ќе го уништи овој свет, не сега со вода, туку со оган. И пишува таму во 2 Петрова 3 глава 10 стих. А земјата и се што е на неа ќе изгори. Значи, се што е постоечко, се што гледаме на ова земја, ќе биде уништено. Овде ќе биде пеколот. Значи, овде, но со временски карактер, ќе има свој почеток и свој крај. Колку долго ќе гори пеколниот оган и зошто тоа прашање е толку важно? Пророк Исаја ни дава одговор. Ете, тие се како слама. Оган ќе ги изгори. Не спасија душата своја од пламенот, не остана јаглен да се погрее некој, ниту оган за да се поседи покрај него. Значи, тој оган ќе има почеток и ќе има и крај, почитувани. Пророк Исаја ни дава една паралела. Како слама. Знаете слама како брзо гори. Значи, ќе има свој почеток, но ќе има и свој крај. Тоа е многу важно да го разбереме. Ништо нема да остане зад пеколниот оган, кога тој ќе заврши својата задача на уништување. Нема да остане ниту жар. Овде вели пророкот, нема јаглен да се погрее, ниту оганче да се поседи покрај него, да се стоплиш. Значи, ќе има свој почеток и ќе има свој крај. Пеколниот оган еден ден ќе се изгасни. Учењето за пеколниот оган, почитувани, не е нешто ново.
To потекнува дури од Стариот Завет, од Стариот Свет. Но таа идеја за пеколниот оган многу луѓе ги одвратиле од Бога и не сакат да бидат Христос следбеници и рекле јас не сакам да верувам во еден таков Бог кој тиранин, кој убива и кој ужива некој да се мачи цел живот во вечноста. Многу луѓе станале атеисти благодарени на тие проповедници, на тие свештеници кои го насликуваат Бога дека е таков суров, дека ќе ги казне луѓето во вечен оган, односно во вечен пекол. Учењето за вечниот пекол или вечниот оган не го решава проблемот на гревот. Тоа го издигнува сатаната на повисоко ниво, дека е тој во право. И навистина, кога тоа учење би било вистинито, мачењето на нацистите, како например Пол Пот, Осама Бин Ладен, Садам Хусеини и други зли тирани, во текот на историјата не би значиле ништо во споредба со таа наводна, како да ја наречеме, садистичка Божја природа. Тие луѓе би биле похумани, што ги спомнав пред малку. За разлика од Бог, кој би ги мачил луѓето во сета вечност. Геот измислил такви теории, такви работи да го оцрне Бога. Еве, например, овде имаме една случка со куче. И тоа се случи во Македонија, во Скопје, во други градови, некој куче да касне некој дете или некој човек. Еве што пишува. Кога вашето милениче, куче, побеснело и каснело некое невино бебе, власта би ви наредила да го успиете тоа куче. Никој не би посакал да му пружи можност на тоа куче понатаму да го загрозува светот со своето беснило. Меѓутоа, сигурно е дека не би имало ни една разумна личност која би побарала кучето да биде злословувано до смрт, што е далеку полошо да биде злословувано цела вечност. Трагично е што некои луѓе имаат полошо мислење за праведноста и карактерот на Бога отколку за најлошите припадници на човечкиот род. Ако луѓето имаат милост кон тоа куче, на еден начин да го успеат и да го остранат да не каснува ако е бесно, например, тоа куче, замислете, Бог е многу построг и посуров во споредба со ова куче или луѓето како би се однесували кон ова кученце. Гледате, почитувани, колку ѓавот успел да го оцрне Бога пред луѓето преку ова теорија, преку ова учење, дека денеска постои пекол. Или ќе има пекол кај што луѓето ќе се мачат цел живот, цела вечност. Што навистина оди во прилог на сатаната, а не на Бога. И затоа до сега, еве што кажавме, пеколо значи конечно уништување со оган. Втора смрт. Пекол значи втора смрт, од која нема будење, нема поправување. Пеколниот оган се одвива нова земја и ќе ги уништи ѓаволот и неговите демони. И секој кој е решил да ја отфрли Исусовата љубов и неговата благодат. Основната цел на пеколниот оган е да ја уништи секоја останата трага на гревот, така што Вселената ќе биде безбедна за цела вечност. Тоа е поентата, тоа е целта, почитувани, што Бог еден ден ќе пушти оган. Како што Бог пуштил вода во времето на Ное со цел да го избрише гревот и сите оние беззаконици, да оние 8 души кои обстанале да живеат чисто, морално. Иако подосно и од тие се расипали, денеската ние сме како генерации до наше време. Меѓутоа, основна цел на пеколниот оган да ја уништи трагата на гревот, да останатите луѓе кои сакат да живеат според Божјата волја, да имаат мир. И затоа нова земја ќе биде пеколниот оган. После сето тоа, ние следниот петок ќе учиме за тие 1000 години на мир, што ќе се случува, значи после пеколниот оган ќе има време на мир, време на радост, време на вечен живот, но на обновена земја. Овде нова планета на која денеска ние живееме. Како и кога влегло учењето за пеколниот оган во христијанската црква? Значи, во почетокот немало такво учење, но како времето одминувало, како гревот се ширил, сатаната успевал да ја вметне таа наука, таа теорија, дури и во Библијата, односно во христијанската црква. Од почетокот знаеме што кажал сатаната на Ева. Нема вие да умрете. Ева сликава, позади е плодот и змијата и раката на сатаната. Сатаната и нуди на Ева нешто многу подобро. Значи, овој концепт за вечниот пеколен оган е тесно поврзан со идејата за безсмртноста на душата. Бог рекол, ќе умрете,
A dođe neko i veli na Eva, ne, nema da umrete. Vi ќе бидете постојано живи. Ѓаволот започнал со свое учење кога рекол во Едемската градина дека вие сте бесмртни. Нема да умрете. Нема вие да умрете, ќе останете за секојаш живи. И така, почитувани, во почетокот ова се проширило во сите пагански култури. Например, кај египчаните, персијанците, грците. Ова грчка митеологија успела дури да се пробие во религијата на евреите. Па дошло одвојување, подвојување меѓу евреите, внатре во еврејската религија, во Христово време. И навистина, Исус се служи со еден пример, ќе ве подсетам сега за богатиот и за сиромавиот. Сеќавате за богатиот и за Лазар. Значи Исус ја користи таа легенда која веќе провејувала во учењето на евреите. И затоа Исус со таа легенда сака да им даде порака. Додека сме живи, треба ние да се молиме. Додека сме живи да веруваме, додека сме живи да се покаеме. Кога ќе починеме, нема веќе во оној свет покаяние. Нема никој не може да ни помогне. И затоа сега е време. Сега е време да ние се покаеме и да бареме прошка од Господа. Така да, во текот на историјата, значи, дошло до проширување тоа учење за бесмртноста на душата. Се проширила во многу пагански култури, бидејќи сметеле дека доброто и злото се вечни категории и дека никогаш нема да бидат уништени. Местото за мачење на злите било направено затоа што ни боговите не биле во состојба да ги уништат. Гледате какво широко верување се распространило и навлегло дури во многу верски заедници и религии. Ова замисла за вечното постоечко место за мачење навлегло и во христијанската црква, кон крајот на вториот век. Гледате од кога потекнува? Кон крајот на вториот век по Христа. Ова учење станало едно од најсилните оружја на црквата за сеење страв и наметнување на покорност во текот на средниот век. Луѓето тогаш не може да ја читат Библијата, биле неписмени или Библијата не била достапна на нивен мајчин јазик. Тогаш била претежно на латински, а луѓето не ја знаеле, не го знаеле тоа писмо. И затоа им верувале на свештениците, што тие ќе кажат, тие слепо им верувале. Посебно кога станувало збор за ова тема за пекол. Луѓето биле многу плашени и им верувале на црковните водачи. Погрешното разбирање на пекол пробило и во преводите на Библијата. Значи, денес кога ние читаме преводи и некој ќе рече, па еве пише овде пекол. Значи, пекол постои. Меѓутоа, во текот на преведувањето на Светото писмо дошло до погрешни тумачења. Еве овде имаме неколку издвоени зборови. Например, еврејските и грчките зборови за гроб, значи Шеол и Хадес. Кога еврејнот ќе напише Шеол, се знае што е Шеол. Не е тоа пекол, тоа е гроб. Значи, преведувачите го превеле зборот Шеол со пекол. Нема ниту еден збор во Стариот или во Новиот Завет кој би можел да се преведе како место за вечно мачење. Не постои во оригиналот. Меѓутоа, преведувачите, врз основа на своето народно верување или предание, кај што пишува Шеол или гроб, тие напишале пекол. И денес кога ние читаме делови од Библијата и доаѓаме до тие преводи на Светото писмо, сме збунети и врз основа на тоа веруваме и кажуваме, ете, постои пекол. Што сака да каже Библијата кога зборува за вечната казна, почитувани? Еве ќе спомнам сега неколку стихови кои се понекогаш проблематични или луѓето ги цитираат и се држат слепо за тие стихови, не знаејќи ја вистинската порака која стои за тие библиски текстови. Целосното уништување на беззакониците се спомнува над 180 пати во целата Библија. Значи, целата Библија спомнува на 180 места дека беззакониците ќе бидат целосно уништени. Има и некои текстови кои може да доведат до забуна поради описната природа на употребените поеми. И затоа еве вечера ние ќе спомнеме неколку такви. Одиме под 10 прашање, но по овде имаме непрестани вечен оган. Во Матеј 25:41 пишува, еве го текстот. Како што Содом и Гомор стана пример за тоа што беа накажени со вечен оган. И кога овој текст го читаме, луѓето се збунети. Еве го наоѓаме зборот вечен оган. И што тоа значи? Дали навистина денеска се уште Содом и Гомор горат како градови? Еве го текстот.
konečno uništen. Deneska Sodom i Gomor počituvanje ne postoje. Tamo se nalaže koje more? Mrtvoto more. Znači, tije bile rasipani gradovi za koji Gospod rekao дека ќе горат во вечен оган. Каде се денеска Содом и Гомор? Бог ги запалил и ги претворил во пепел, според 2 Петрова 2.6. Според Библијата, вечниот оган ги пали во прав и пепел, а потоа се гаси која ќе заврши својата задача. Значи, денеска Содом и Гомор не горат. Има луѓе кои биле таму, кои отишле и се капеле во мртвото море. Значи, тие два гради денеска се пепел, не постојат. Огонот е изгор. Меѓутоа, последиците се вечни. Тие луѓе кои изгореле, последиците се вечни, а не траењето на нивното мачење. Одиме понатаму на следниот текст. Мачени ден и ноќе во векови. Тој текст ќе го најдете текст во Откровение 20 глава 10 стих, кај што пишува: нема да гасне ни дење ни ноќе, ни димот неизин вечно ќе излегува. И луѓето велат: ете, гледате, овде пишува во Исаја дека Едом вечно ќе гори. Станува збор за градот Едом. Едом веќе не постои, почитувани. Не постои како град. Тоа е збришено со земја. Уништен е тој град, запален. Но, рековме, уште еднаш ќе нагласиме, пророкот се служи со сликовит јазик за да го опише целосното уништување врз основа на осуда. Едом сега не постои. Тој е уништен. Зборот за секогаш се употребува во Библијата 50 пати. Значи 50 пати се употребува зборот за секогаш за да опише нешто што ќе заврши со својата природа. Например, за секој значи се до смртта. Или толку долго да живее некој. Знаете, кога некој ќе му помогнеш, посебно по старите луѓе, ајде, вели, синко, да си жив до века. Колку тоа значи до века? Додека си жив. Тој некој благословието кажува, така, да си жив, синко, до века. Димот и мачењето на беззакониците ќе трае се додека тие не бидат уништени со оган. Нема вечно да трае нивното мачење, но последиците ќе бидат вечни. Сигурно, у текот на животот негде сте се удариле. Дали сте се некош удариле? И денеска што има на тоа место? Белек, така? А дали ве боли тоа место повеќе? Не, тоа поминало. Меѓутоа, последиците од тоа ударање денеска имате белек на телото. Значи, последиците се вечни, но не траењето на маките на грешниците. Едом сега не гори, тој е уништен. Зборот за секојаш, како што рековме, 50 пати, преку 50 спомнува во Библијата. Ајде да одиме на следниот текст, Мати 25:46, кај што вели вечна казна. Зашто платата што ја дава гревот е смрт. Дали навистина, почитувани, ќе се мачат луѓето вечно? Казната е вечна. Последиците се вечни, а не самото мачење. Библијата е јасна. Беззакониците ќе примат вечна казна, но и не вечно казнување. Ако тоа го разбереме, не ќе имаме проблем со пеколот. Бидејќи рековме, го лоциравме пекол каде се наоѓа. Ќе биде нова земја. Денеска не постои пекол. Ќе има, кога Исус ќе дојде по втор пат, односно по тој трет пат, кога грешниците ќе бидат 1000 години овде, и на крајот од истекот на 3000 години, Бог, Исус Христос, по трет пат ќе дојде со градот Јерусалим и тогаш грешниците ќе воскреснат и ќе примат казна. Тоа ќе биде место на пекол. Место кај што ќе имат одредено време казната да ја примат и на крајот се ќе се заврши. Тогаш ќе запалам оган пред портите негови и тој ќе ги проголта куќите ерусалимски и нема да угасне. Тоа уште еден текст кој некои го спомнуваат, значи неизгаслив оган. Како што вели таму во Дневникова, го изгорија Божјиот дом и го соборија Ерусалимскиот зид. Ги уништија сите негови скапоценности. Тој збор, значи, тогаш ќе запалам оган пред портите негови и тој ќе ги проголта куќите ерусалимски и нема да угасне. Значи, повторена символика, повторен текст кој ни укажува на последиците што ги имал тој град. Бидејќи тие врати денеска не горат, ни тој град веќе не постои, меѓутоа, рековме, последиците вечни. Градот бил уништен со неизгаслив оган, кој ниеден човек не можел да го изгасне. Но кога еднаш си ја извршил својата задача, огнот самиот природно се изгаснал. Сите овие текстови укажуваат со цел да не биде појасно почитувани.
Da ne opteretува таа мисла дека ете таму вечно ќе се мачат нашите пријатели, нашите домашни, нашите мили и драги. Нема мачење. Денеска нема ниту уживање. Ки има рај кога Исус ќе дојде, ќе ги понесе спасените во рај. Но грешите ќе бидат во тој пекол, во тоа место, пеколен оган, но со временски карактер од до и за секојаш ќе бидат избришени и како да не постоеле никогаш. Иако не постои вечни маки во пеколот, дали уништувањето со оган треба лекомислено да се свати? Не треба лекомислено. Бидејќи ова е вистина. Библијата зборува дека еден ден оние кои не се на Христова страна, неминовно ќе се најдат на другата. Што ние ќе забереме? Небо или пекол? Пеколот е место кај што грешите ќе бидат не мачени за секогаш, туку мачени, уништени еднаш за секогаш. И нема повеќе, вели, да имат прилика за кајање или за поправување. Тие со вечна погибел ќе бидат казнити. Вечна погибел, значи вечно уништување, далеко од лицето на Господа и од словото на неговата моќ. Да се биде уништен со пеколен оган ќе биде најстрашното искуство познато на човекот. До сега тоа никој не го доживел. Причина зошто тоа ќе биде толку страшно се крие во фактот дека тоа ќе биде целосно одвојување од лицето Господово. Луѓето ќе го сватат ужасот од последиците на својот живот во грев. Нема да имаат никаква надеж. Луѓето ќе ја сватат бесмисленоста на поврзувањето за гревот кој сега им одзема се. Сега може ние да толерираме. Сега сме ние се уште во тој клас. Значи класот е зелен. Но кога наскоро, еве сега пролет, сега житото ќе расте, но таму некаде во мај, во јуни ќе почне да жолтее. И она зрно што е едро, што е крупно, ќе дојде комбањот, ќе го собере и ќе го однесе во амбар. Сега сме ние почитувани во класот е зелен. Сега сме ние тие на потек. Дали ќе му веруваме на Бога или на нечестивиот? Дали ќе се плашиме од пеколниот оган? Не треба се плашиме, зашто Бог не предодрил да бидеме таму. Бог не предодрил да бидеме со Него, но повторно ние треба да одлучиме. Дали ќе продолжиме по тој пат да го следиме Христа или ќе се вратиме на оној другиот. Знаете, ако не сме со Христа, автоматски сме ние на спротивната страна. И затоа, како овде што пишува, тоа ќе биде најстрашно време. Целосно одвојување од лицето Господово. Сега е време да го прифатиме бесплатниот дар на животот кој ни го нуди Исус. Исус сака да биде наш пријател и да не заштити од пеколниот оган. Гледате каков пријател имаме, почитувани. Исус сака да не заштити. Но дали тој страв се уште ќе превладува? Може би тие слики кои сме ги читале во некои книги, дека е Бог суров, дека е Бог ужива да не осудува и да се мачиме во пеколот. Да ја тргнеме таа слика од нашите мисли. Исус не е таков. Исус ги шири своите раце. Погледнете овде, ова дете или овој човек оди во прегратките на Исуса. Исус сака вечера тебе и мене да не прегрни. Исус сака да биде наш пријател и да не заштити од пеколниот оган. Тој не сака и сака да воспостави секојдневна пријателска врска со нас. Врска која ќе трае цела вечност. Не само овде, туку во вечноста. Да бидеме за секојаш со нашиот Спасител Исус Христос. И затоа вечерва ние зборувавме и кажувавме за пеколот, дека не постои сега пекол. Ќе има ден и време кога сите оние кои не се определиле да бидат со Христа, на жалост ќе се најдат на другата страна. Што ќе стори Бог откако пеколот и гревот ќе бидат уништени? Значи, еден ден ќе биде уништен гревот. Рековме на почетокот, Бог ќе мора еден ден да се соочи очи во очи со гревот, односно со сатаната. И тука сатаната знае дека ќе биде уништен и дека ќе биде победен. И еве го текстот од Откровение: и видов ново небо и нова земја. Значи, после тој пекол, значи после тоа уништување на грешниците, кои нема да се мачат вечно, кој тој пекол нема да трае вечно, ќе биде со одредено време, Бог ќе создаде нова земја, ново небо, ќе го очисти ова небо и ова земја од сите фекалии на гревот, од сите лоши работи и ќе воспостави нов систем на вреднување, ќе воспостави нов стил на живење, како што живееле Адам и Ева. Во тоа ново небо и на таа нова земја ти и јас може да бидеме. И да го избегнеме пеколниот оган, но зависи од нас, дали ние ќе му веруваме на Господа Исуса Христа
пак ќе одмавнеме со рака. Прашањето е наше. Библиското пророштво предскажува целосно нов свет кој треба да го очекуваме. Тоа ќе биде нова земја, нова прилика, нов почеток, ќе има нова атмосфера, ќе има нова озонска обвивка. Нема да има тоа зрачење, да не излегуваме од 10 до 5, зашто може да добиеме тешки болести. Ако биде потребно, а секако и нов живот, без траги, на остатоци на гревот. Бог ќе ни ги врати нашите мили, драги почитувани, кои смртта ни ги отрагла. И повторно ќе отпочнеме еден нов почеток. Почеток кој ќе нема крај. Тоа е убавината. Тоа е таа радосна вест, кога зборуваме и во рамките на темата за пеколот. И тука наоѓаме радосна вест, дека Бог ќе ни даде ново небо и нова земја, само ако му веруваме. Еве 3 факти што треба да ги запомниме вечерва. Прво, Бог не сака никој да биде изгубен, но ни дава можност слободно да се определиме. Значи, Бог ни дава можност, ни дава прилика да самите ние се одлучиме. Понатаму, постојат само 2 можности за живот по смртта. Небо или пекол. Нема трета опција. Ако не сме за небо, ние автоматски сме се определили за другата страна. И затоа, почитувани, пожелно е, потребно е да се определиме за Христа. Да го следиме Исуса Христа. А на тој начин ќе го избегнеме и пеколот. Пеколниот оган целосно и неповратно ќе ги уништи злите на крајот од историјата на овој свет. Значи, Бог ни дава прилика да вечерва изградиме една друга слика за Него. Да не го гледаме како лош Бог кој бдее над нашите слабости и само чека да погрешиме и веднаш подпишува акт да не упати во пеколот. Не, Бог не е таков. Еден човек во минатото, еве го по име Мартин Лутер, бил католик, одел во црква посветена на Свети Ѓорѓе во Мансфелд во Германија. Одел редовно во црква. Секоја седмица ги разгледувал обојните стаклени прозорци во својата црква. Уметничките дела го представувале налутениот Бог кој мафта со меч. Значи, во тие големи катедрали има разни тие стакла и слики и во една од тие тој го гледа Бог кој е налутен и кој мафта со меч. Мартиновата фантазија се разиграва и тој си замислувал како тој налутен Бог се подготува да го прати неговото исплашено мало срце во вечниот пекол. Младиот Лутер забележал една икона, се вели во овој пример, таму над олтарот, кој прикажува брод кој плови на едно разбрането море. Бродот одел кон небото, а на него седеле папата и неговите бископи. Монасите доле веслале, а тие горе качени папата и неговите бископи. Неволјата било во тоа што на бродот немало обични верници, само слични на Мартин и на неговото семејство. Таму биле се кардинали, некои бископи и на чело со папата. Мартин загрижено ги наблюдувал обичните луѓе надвор од бродот како се обидуваат да се спасат пливајки до бродот. Сакале да се качат, но немало место за нив. Ним очајнички им била потребна помош да се дофатат до бродот и така да стигнаат на сигурност. Некои се давеле, но папат и бискупите биле сигурни, на сигурно место. Мартин Лутер заклучил дека Бог е суров и дека обичните луѓе како него немаат никакви изгледи да бидат спасени. Каква слика создал ова младо момче за Бога, почитувани? Добра или лоша? Лоша. На Мартин му било потребно години да свати, да го разбере дека Бог не е таков, дека Бог прави привилегии, папат и неговите бискупи таму на сигурност, а обичните лаици, клерот е горе, а обичните лаици пливале да се докопат до бродот и не успевале и се давеле во студената вода. На Мартина му било потребно многу години да поверува дека тој Бог, кој тој го чита во Библијата, не е истиот како што го слуша од проповедалните од устите на свештениците. Неговиот цел живот се променил. Животот на Мартина, кога установил дека Бог не е Бог од кој треба да се плаши, туку Бог кој сака сите нас да не направи пријател и пријатели. Бог не е Бог од кого треба да се бега, туку Бог на кој треба да му се приближиме.
Прашање за нас вечерва и за сите кои не слушат и гледат, како изгледа нашата представа за Бога, почитувани. Дали се плашиме кога ќе сгрешиме? Дали се криеме и бегаме како Адам и Ева што погрешиле и се сокриле таму во грмушките, а Бог ги вели, дојдете, чеда мои, јас ве сакам, такви какви што сте. Но ќе се промените, со моја сила, јас ќе ви помогнам, дојдете кај мене, такви какви што сте. Почитувани, ајде од вечерва, од денеска, да изградиме сликата за Бога другачие. Поразличита од досега што сме имале, дека е Бог тој кој казнува, дека е тој кој се радува кога ние се мачиме, кој ужива кога луѓето се печат на ражан или тамо на скара, во тој пекол. Не, Бог плаче кога ние грешиме, Бог плаче кога ние патиме, Бог плаче кога ние страдаме, зашто тој е наш татко, тој е наш небесен отец. Но тој сака ние да побараме помош од него, да отвориме своето уста и да му кажеме, дојди Боже и помогни ми. Еве, што мислиме ние? Дали некој побрзо ќе стигне на небото само со желбата да избегне од пеколниот оган? Или затоа што го сака Исус? Зошто мислиш така? Почитувани, ако сакаме побрзо да стасеме на небото, не е добро да умреме па да отидеме во рај или во пекол душата наша. Нема, никаде не оди. Ние треба, додека сме живи, да го засакаме Исуса, да го прифатиме да постане дел од нашиот живот, да биде наш водич, нова земја, наш спасител, и така еден ден тој ќе не однесе на небото. Зошто според твоето мислење христијаните го прифатиле учењето за вечниот оган и го вклучиле во својот систем на верување? Зошто? Затоа што не ја познавале Библијата. И денеска многу луѓе се уште верува дека Бог е така строг, дека Бог ужива кога некој ќе сгреши и веднаш да го испрати во пекол. Не е таков Бог. Сликата за Бога е сосема подруга. Сликата за Бога е сосема поразличите и затоа јас ве повикувам да ја читаме Библијата, да го читаме Новиот Завет и ќе добиеме една сосема подруга слика. А во средниот век, во минатото, многу луѓе поверувале на жалост, зашто од црковни зданија се учеле, се проповедала искривена слика за Бога, наместо она вистинската што ја наоѓаме во Светото писмо. Објасни како Бог може истовремено да биде полн со праведност и милост. Како уништувањето на беззакониците го нагласуваат тој факт. Да, еден ден Бог ќе каже, тоа си го бирал, повели. Затоа ние сме вечер на потек. Што ќе одлучиме? Што ќе избереме? Исусовиот пат или оној другиот, кој ќе не однесе на жалост во пеколниот оган? После само два пата, почитувани, тесниот и широкиот. Моја желба и молитва е да се одлучиме да го следиме тесниот пат. Тој пат е трнлив, тој пат можеби ќе наиде и на проблеми во нашиот живот, и на пречки, и на многу нејасни прашања. Но тој пат е безбеден. Тој пат има славен крај. Тој пат ќе однесе во небесниот рај. Господ да ни помогне. Дали ни е мило што Бог ќе го уништи гревот? Дали ни е мило? Да. И што нема да ги казнува грешниците во текот на целата вечност. Нема да ги казнува. Тие што заслужиле вечен живот, тие на жалост што заслужиле казна, ќе бидат казнети со одредено време на траење и нема повеќе да постојат. Бог ќе каже, еве создадувам ново небо и нова земја, кај што ќе владее и ќе живее правда. Господ нека ни помогне и нека не охрабри да го следиме тој пат. Патот е Исус Христос. Исус вели, јас сум пат, вистина и живот. Да го следиме Исуса Христа и да се најдеме еден ден во вечност со Него. Амин.